Македонија годинава се соочи со драстично намалено производство на пченица во однос на 2016 година, кога имало производство од 330.000 тони, што алудира на тоа дека државата би можела да се соочи со поскапување на лебот и брашното. Сепак, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство уверуваат дека нема да има дестабилизација на пазарот на лебното зрно, ниту пак ќе поскапат пекарските производи, иако потврдуваат дека недостигот од над 100.000 тони за домашни потреби ќе се обезбеди преку увоз. Нема никаков страф во тој дел. Ние како влада на Република Македонија ги преземавме сите навремени мерки во овие неколку месеци се со цел да го поддржиме земјоделското производство, свесни за тоа што оваа година е една од исклучително најтешките години во земјоделството и затоа владата на Република Македонија и со ребалансот обезбедивме над 2 милиони евра плюс во делот на директната програма, но и по однос на други мерки и политики. Преку Министерството добивме и преку ребалансот на буџетот добивме повеќе средства се со цел да ги вратиме парите назад кон граѓаните и кон земјоделци. Поради лошите временски услови, годинава производството на пченица е намалено за 38% во споредба со родот од минатата година. Неподобра е ситуацијата и во соседна Србија и регионот, од каде што претежно Македонија увезува лебно зрно и брашно. Знаете дека за оваа година од 6.000 изголемивме субвенциите на 12.000 за оваа година и таа беше меѓу првите мерки кои што беа донесени во функционирањето од јуни навака и кои што се однесуваат на целата територија на Република Македонија. Околу 25.000 производители значи ќе добијат поголема субвенција по хектар наместо 12.000 денари, така да сметам дека и производството и цената на лебот правиме се тоа да нема никаков проблем и да имаме стабилно земјоделско производство во текот на годината. За сега зголемувањето на цената на пченицата на светските берзи не е драстично. Се очекува повисок раст, во поголем дел поради очекувањата за помало производство, како резултат на сушите во Европа и Австралија. Земајќи ги предвид временските услови, за следната година се прогнозираат уште повисоки цени на житните култури.